Добро вечер, почитувани, и добре дојдовте во новото издание ВМРО-ДПМНЕ зборува, пратениците зборуваат. Интересна тема вечерва имаме и, како вовед би кажала, за состојбите во општеството. Најголем број од младите, тинејџерите, за жал се зафатени од пандемија на игри на среќа. Особено од нелегалните игри на среќа, кои што се организираат преку нелегални онлайн платформи. Во собрание се донесува измени на законот за електронски комуникации. И истите ќе им дозволат на институциите да го спречат нелегалното приредување на онлайн игрите на среќа, кое представува опасност од крадење на лични податоци, но и злопотреба на платежните картички на граѓаните, бидејќи врз овие провајдери нема никаква контрола. Повеќе на темата заштита на правата на крајните корисници на електронските комуникации со пратеникот Душко Иванов, кој има долгогодишно искуство, работно искуство во Агенцијата за електронски комуникации. Тој ни доаѓа од градот Подисарот. Тој ни доаѓа од градот во кој е многу развиена економијата, но исто така е познат овој град по добра пастрмајлија и серенади. И интересно е тоа што во овој град првата опера во Македонија е прикажана токму во градот Штип. Добре дојде за Душко Иванов од Штип. Благодарам, Бети, благодарам на можноста. Така е, ќе се надоврзам оваа година, мислам дека во месец септември или октомври, градот Штип ќе направи еден настан, во суштина тоа ќе биде настан 100 години од првата опера во Република Македонија. Одлично, браво. И ќе имаме добра можност да дојдете на познатата вкусна штипска пастрмелија. Браво, браво. Секоја чест за градот Штип, градоначалникот и граѓаните на градот Штип. Благодарам. Сега да се вратиме назад и малку да го искористиме вашето искуство околу познавањето на сите овие за жал лоши состојби кои ги наследивме од претходно, што се однесува до она злоупотребување на силата и моќта која ја имаше претходната власт за да се прави што повеќе да има игри на среќа, што повеќе да има коцкање во државата, криминал во државата, а помалку да се работи на стабилизирање на државата и гледање долгорочно во иднината. Сега, пред да започнеме така на оваа тема да зборуваме, јас би сакала за гледачите еден вовед да направиме за тоа накратко како се носеше законот во собрание, која е нашата улога како пратеници, каква беше при носење на овој закон во собрание. За жал во претходните 7 години бевме сведоци на обид и за жал претходната власт успеа на ерозија на системот во сите сфери, па така и во областа на електронските комуникацијски услуги. Во Република Македонија има независно непрофитно регулаторно тело, Агенцијата за електронски комуникации, која што во целите и во началата на законот, всушност целта е да се регулира пазарот на електронските комуникацијски услуги. Сега, согласно таа цел на законот и областа која што ја има агенцијата како надлежност, меѓу другото е да го ограничи или да не го ограничи пристапот до одредени електронски комуникацијски услуги кои што можат да имат некакво штетно влијание врз граѓаните. За жал, претходната власт не успеа или не сакаше да ја уведи во состојбата во електронските комуникацијски услуги, посебно во делот во кој што се овозможуваше неограничен пристап до одредени платформи или апликации, кои што при тоа преку нивното користење се обезбедуваше онлайн коцкање, кое што морам да напоменам беше незаконско. Од тие причини во собрание во текот на минатиот месец на предлог на надлежното министерство, на Министерството за дигитална трансформација, стаса еден предлог за измени и дополнување на Законот за електронски комуникации, поточно членот 114, кој што и претходно овозможуваше ограничување на пристапот до одредени апликации, до одредени електронски комуникацијски услуги. Меѓутоа, тоа беше
предвидено од страна на законодавецот во два става од постоечкиот член и кој што овозможуваше ограничување на пристапот единствено со судска одлука или доколку операторот кој што ги обезбедува електронските комуникацијски услуги преку јавна електронска комуникацијска мрежа, да има право да одлучи кои услуги може да ги ограничи. Така да предлогот кој што стаса во собрание е еден предлог кој што е измена на постоечкиот член 114 со измена на и дополнување на 6 става од истиот член, кој што ги уверувам гледачите и ги уверувам сите граѓани на Република Македонија, ќе дадат голем придонес да ги подобриме состојбите и да се обидеме лошото влијание кој што го има кон граѓаните, а тоа сме сите ние, од причина што сите ние користиме електронски комуникацијски услуги, штетното влијание кој што е од економски план, штетното влијание од психолошки план, штетното влијание од социолошки план, кој што го има во семејството во Република Македонија, да го ограничиме. Така. Како би било влијанието на измените сега на законот, како што спомнувате вие, врз безбедноста на граѓаните во делот на негативните влијанија? Како тоа од економски аспект, социолошки, психолошки? Вака. Со самото ограничување на пристапот до одредена платформа или електронска апликација со одредена електронска комуникацијска услуга, всушност законот предвидува да се вклучат институциите од системот кои што имаат надлежност. Тука зборувам за Министерството за дигитална трансформација, Министерството за економија, Државната лотарија во која што државата има поголем удел над 50% уделот во собственоста на Државната лотарија и секако Агенцијата за електронски комуникации. Предвидено е на Државната лотарија во која што државата има удел да направи еден список. За жал, веќе е утврдено дека тоа беше изјава од страна на министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски, дека веќе има утврдено над 160 платформи или апликации кои што обезбедуваат онлайн нелегално коцкање во Република Македонија. Откога ќе биде направен списокот, ќе биде доставен до надлежното министерство, Министерството за дигитална трансформација. Истото го доставува до Агенцијата за електронски комуникации, а согласно измените на законот кои што сега ги направивме, Агенцијата за електронски комуникации ќе има можност да укаже на операторите дека тие апликации и тие платформи треба да го ограничи пристапот. Всушност, што ќе значи тоа за нас, сите ние кои што сме корисници на такви услуги, во принцип ќе ни го оневозможи пристапот самиот оператор да имаме пристап до таа платформа или таа апликација која што има некакво онлайн коцкање, а при тоа е незаконско. Сега социолошкиот, психолошкиот и финансискиот аспект во фамилиите, во семејствата, посебно морам да потенцирам за жал кај помладата популација. Сведоци сме, сите имаме, за жал можеби во нашето окружување, во средините во кои што живееме и знаеме дека на база на такви нелегални онлайн коцкања, многу млади луѓе, ќе повторам, за жал, се навлечени во такво онлайн нелегално коцкање и при тоа знаеме дека доаѓа до едноставно се растураат семејства. За жал. За жал се растураат семејства. Имаат финансиски проблеми фамилиите, имаат финансиски проблеми семејствата. Социолошкиот дел имаме доста растурање на семејства и тука веќе во социјалната слика на семејството се растура. Психолошкиот дел, како тоа влијае на психата на младите луѓе за нивниот понатамошен живот. И тоа е многу битно. И од тие причини е донесен законот, се донесени измените и дополнување на самиот закон и сметам дека ќе дадат голем придонес во натамошното делување на институциите, посебно во тој дел кој што е незаконски. И ќе морам да се надоврзам и која е улогата на парламентот. Ќе мораме ние како пратеници
да продолжиме со надзорот на работата на Агенцијата за електронски комуникации. Согласно закон, Агенцијата доставува извештај за работа секоја година и да ја видиме на дело практичната имплементација на самиот закон. Така. Дали одреден број на апликации, одреден дел на платформи кои што се незаконски испроведуваат онлайн коцкање, ќе бидат во народниот период забранети, ограничен пристапот, и се надевам дека ќе има подобрување на општеството, посебно во делот кој што го споменав, и социолошки, и психолошки, и финансиски. Така. Покрај тоа што имаме ние, на некаков начин, директно или индиректно, влијание врз контрола на можноста за спроведување на ефектите од носењето на овој закон, дали има и други институции кои можат тоа да го направат во државава? Дали практичната имплементација на законските измени и дополнувања имаат некои институции обврска да го спроведуваат тоа? Не случајно измените се направени во Законот за електронски комуникации. Тоа е единствен закон кој што дозволува системот да ограничи пристап до некаква услуга. Така. Во овој случај тоа е Агенцијата за електронски комуникации. Согласно закон, надлежно министерство кое што е поврзано со работата е Министерството за дигитална трансформација. Самата агенција има комисија во состав на Агенцијата за електронски комуникации, кое што согласно закон го врши надзорот и го контролира работењето, законското работење на самата Агенција за електронски комуникации. Меѓутоа и согласно закон, постоечкиот закон за електронски комуникации, агенцијата има законска обврска секоја година доставува извештај до Собранието на Република Македонија и при тоа се разгледува целокупната работа на самата агенција. И сум сигурен дека извештајот за наредната година, од причина што веќе законот е излежен во службен вестник и веќе ќе почне да се спроведува, ќе имаме можност ние како пратеници да имаме надзор над работата конкретно и за овие измени и дополнувања на самиот закон. И во самиот извештај јас верувам дека ќе приметиме и одредени отстапувања за разлика од тоа како било во изминатите години, бидејќи изминатата власт сите сме сведоци дека многу со голема љубов гледаше кон игрите на среќа и кон организирањето на коцкањето во државава. И сега, дали граѓаните од соодветната примена на овие законски измени може да очекуваат институциите да дадат одредена помош, нели, во заштита на своите лични податоци? Дали граѓаните со овие законски измени ќе чувствуваат поголема безбедност? Бидејќи јас ке зборам душко како родител. Јас навистина не знам како изгледаат тие нелегални онлайн платформи за игри на среќа. За онлайн коцкање. Да. Имајќи го искуството од тоа како изгледаат сите овие нели алатки кои ги користиме, и ако отвориш да видиш кондури, и одма кондури ти даваат на реклама, или пак ако отвориш да видиш некој си говор на некого, ти дава говор од истата политичка структура да гледаш и така натаму. Значи, дали граѓаните ќе се чувствуваат безбедни со носењето на овој закон? Секако сите мораме да бидеме свесни дека промените не се случуваат преку ноќ. Треба еден период на промени да има, на имплементирање и да се навикнат сите дека навистина личните податоци треба да се заштитуваат. Со измените на овој закон, веќе ќе имаме можност ограничувањето на пристапот да се случи веднаш. Да немат можност граѓаните да и се појавуваат такви апликации или платформи, како што споменавте, затоа што социјалните мрежи, алгоритмите на тие платформи функционираат на тој начин. Корисникот колку повеќе посветува внимание и има интерес од одредена сфера, алгоритмот на самиот корисник му ги повторува апликациите кои што ги има во мрежата од истата сфера. И од тие причини ни се случува, ако гледаме кондури, или ако гледаме онлайн коцкање или игри на среќа, преку некакви апликации или платформи, тоа се повторува кај корисниците. И сега, за жал, ние сите знаеме дека
и малолетните користат мобилни телефони, користат уреди, преку кои што користат секакви електронски комуникацијски услуги. Склучените претплатнички договори се и на име на возрастните, на нас како родители, меѓутоа нашите деца ги користат тие уреди и при тоа имат можност да ги користат и тие апликации. Многу тешко можеме ние како родители да имаме увид во апликациите кои што ги користат нашите деца. Токму од тие причини, законот ќе овозможи веднаш тие апликации едноставно операторот да не ги нуди во своите услуги. Со прекинот на самата електронска комуникацијска услуга, која што нуди такви апликации, операторот ќе има обврска по укажување од страна на Агенцијата за електронски комуникации, таквата апликација да не ја има во било која електронска комуникацијска услуга. Тоа всушност се случува само преку електронската комуникацијска услуга пренос на податоци или интернет услугата. Операторот нема да дозволи таквата апликација или платформа да може да ја користат граѓаните. И затоа сметам дека овие законски измени, ќе повторам, за жал претходната влада и претходните носители на јавни функции, претходно надлежност имаше Министерството за информатичко општество, јас не можам да разберам како не можеа да увидат дека овој проблем штетно влијае во општеството и при тоа има огромни проблеми кај граѓаните кои што се навлечени на онлайн коцкање преку некакво незаконско коцкање. Во делот на заштита на личните податоци, многу често корисниците на такви платформи и такви апликации намерно или ненамерно, случајно или од незнаење, кога побара нотификација самата платформа или апликација за регистрација, за учество на такво нелегално коцкање онлайн, мислам дека е поради незнаење, многу често знаат да дадат лични податоци кои што се заштитени согласно закон. Откако тие лични податоци влезат во системот, многу често знаеа да бидат злоупотребени за други цели, посебно во делот на задолжување на граѓаните преку некакви брзи кредити. кредити. Да. Така. И сметам дека оваа законска измена ќе овозможи и ќе спречи и таа девијантна појава во општеството да биде, можеби, не спречена до нула, меѓутоа до одреден процент, можеби и над 80% да биде намален. Така. Да беше се така добро и да се реагираше во минатото на ваков начин, немаше сега да имаме ситуација на избегнати политичари заради одредени криминали направени баш во игрите на среќа и плюс дополнителни. Од едно зло во друго дозволувале во минатото и мене ми е драго на вистина што сега има надеж за да се спречи тоа. Но мене ме интересира една ситница во овој дел. Дали граѓаните треба сами да пријавуваат дека се појавуваат такви или тоа го прави агенцијата? Немаат обврска граѓаните. По тие причини укажав дека имплементацијата на овој закон ќе се спреведе веднаш. Ќе имаме справедливост на законот, имаме вклучени институции кои што треба да си ја работат работата. Значи, конечно институциите делуваат во заштита на граѓаните, Токму така. а не граѓаните да ги бараат институциите за да ги заштитуваат. Така. Одлично. Дали овие измени и дополнувања се дел од некаков пакет на закони кои ќе дадат придонес во борбата со коруптивни девијантни појави во нашето општество? Па така е Бети, затоа што во овие 8 месеци, уште со самите измени на законот за организација на работа на органите на државна управа, направивме измени и дополнување на голем број на закони, за да можеме да ја подобриме работата во системот и потоа следуваше измена и дополнување на истите тие закони за да ги усогласиме со законот за организација на органите на државна управа, така да ова е дел од тие закони. Самите измени и дополнување на законот за електронски комуникации се дел од пакетот, имајќи во предвид дека влегуваат
и закони во текот на наредната недела, во кои што мораме да обезбедиме подобар живот за граѓаните, мораме да обезбедиме систем во кој што мораме да се судриме со сите девијантни појави и сите коруптивни действија кои што се случуваат во Република Македонија. Так. Споменавте, државната лотарија е пример како во минатото одредени структури успеваа поради собствен интерес, поради коруптивни действија, да вршат процеси и действија во државата и притоа ако го бија откриени од органите на прогонот, веќе тие луѓе се надвор од државата и се дел од криминалното милие кое што за жал го имаме последните 30 години во Република Македонија. Така. И сега овој објавени се на ЕНР сите нацрт закони на Министерството за дигитална трансформација и таа реформска агенда ќе овозможи одредени бенефиции по буџетот на Република Македонија. Така е, да. Таа реформска агенда која што Министерството за дигитална трансформација во претходниот период многу успешно ја работи, ќе овозможи, веќе се отворени, мислам дека некаде над 19 милиони евра, кои што ќе може државата Република Македонија да ги користи од ЕУ фондовите и намената на тие финансиски средства е баш во делот на дигиталната трансформација и во можноста граѓаните на Република Македонија да ги користат тие дигитални алатки, тие дигитални апликации при обезбедување, полесно обезбедување на своите услуги од страна на институциите. Еве веќе во општина Штип, од општината од каде што идам, во текот на претходната недела, во присуство на министерот за дигитална трансформација, направивме еден во влезот на самата општина има една просторија во која што веќе има вработени тројца млади информатичари кои што ја нудат услугата на граѓаните од едно место и при тоа имаат огромен број на услуги кои што може да ги обезбедат на самото тоа место од сите области од државата и од сите институции. Браво. На почетокот всушност се нудат услугите на граѓаните кои што се најбарани. Тука се катастерот, тука се од Министерството за внатрешни работи потребните документи кои што треба да се извадат. На едно место се овозможува брз пристап до услугата која што ја нудат самите институции и при тоа веќе, мислам дека од 1.1.2005 сите тие документи 2025 се извинувам, сите тие документи со измените на законот во правниот промет се валидни во институциите во Република Македонија. Големо е значењето и улогата на собранието во носењето на сите овие закони и во овозможувањето на граѓаните да имаат побрз и поедноставен пристап до сите оние неопходни документи, информации, се што е што значи за полесен и поедноставен живот за граѓаните во Македонија. Душко ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам на поканата. Почитувани, дигитализацијата овозможува транспарентност, отчетност и јавна слика за професионално действување на институциите. Нашата цел е да го овозможиме сето ова, а во иднина и да го надоградуваме. Ви благодарам за вниманието и до следната недела останете во добро здравје.